Радиотелескоп во Невада ќе го менува погледот кон космосот. Во пустинска долина во Невада започнува изградбата на Deep Synoptic Array, нов радиотелескоп составен од 1650 чиниести антени, кој ќе функционира како ултрабрза радиокамера за Вселената во реално време. Цел и моќност, наместо бавна обработка, телескопот преку моќна компјутерска обработка брзо ќе собира радиобранови за да мапира далечни галаксии, црни дупки и брзи радиоблесоци. Во првите 5 години ќе го скенира небото повеќе пати, претворајќи ги досегашните вселенски скици во детални фотографии. Рок и водство. Проектот го води Калифорнискиот институт за технологија, Caltech, со финансиска поддршка од Schmidt Sciences. Изградбата треба да заврши до 2029 година, пошто веднаш започнуваат научните наблюдувања. Овој амбициозен проект комплетно ќе го префрли наблюдувањето на космосот од бавно собирање податоци во постојано, брзо и речиси живо следење на универзумот. Чешки стартап разви ефтин AI систем за откривање дронови. Чешкиот стартап Neuron Soundware разви систем за акустична детекција на дронови базиран на вештачка интелигенција, наречен Sound Shield, кој ги идентификува беспилотните летала според специфичниот звук на нивните мотори. Технологија и заштита. Системот користи ефтини пасивни сензори Edge Mini со цена од 100 до 150 евра кои трошат само 1 ват струја. Податоците се обработуваат преку компјутерска платформа со модули на Nvidia Jetson, која ги споредува звуците со база на познати профили и испраќа податоци за брзината, висината и насоката на дронот. Двојна намена и предности. За разлика од скапите радари кои емитуваат сигнали и ја откриваат сопствената позиција, овој пасивен систем е невидлив за противникот. Покрај заштита на воздушниот простор, мрежата може да се користи и за следење на исправноста на трансформатори во електродистрибутивната мрежа. Ефикасноста на акустичните системи сепак се намалува при ветер, дожд или во бучна урбана средина на растојание од 300 до 500 метри. И покрај тоа, компанијата која веќе има над 130 индустријски инсталации привлече 14,4 милиони евра инвестиции за развој.